Почитувани, изминативе 2 години власта од својот народ одзеде 2.750.000 евра за се уште неизградени споменици. За овој бизнис на власта Државниот завод за ревизија утврдил нетранспарентно и незаконито работење, заклучување на договори во 4 очи, неколкукратно зголемување на првичната вредност на авторските хонорари на авторите на Скопје 2014. Го прашуваме господинот Груевски според кои критериуми е избрана авторката на спомениците на Александар, на така наречениот Воин, на така наречениот Коњаник и на Триумфалната порта, зашто се исплатени 2.750.000 евра. Со парите земени од народот, Валентина Стевановска станува најбогатиот уметник во Македонија, а најверојатно и пошироко во регионот. Валентина, во чиј џеб завршија тие пари? Ја повикуваме Државната комисија за спречување на корупцијата, го повикуваме јавното обвинителство и сите надлежни институции сериозно да го изанализираат овој случај и да ги повикаат на одговорност виновниците. Почитувани, овој извештај е само уште една потврда дека сето она што СДСМ во континуитет го говори во врска со забеганиот и мегаломански проект Скопје 2014 е вистина. Господо од власта, сакаме да ве подсетиме на онаа народната: налагата и се куси нозете, а вистината секогаш излегува на виделина. Излегува на виделина сите ваши валкани игри и јавноста ја дозна вистината за големата портокалова пералница на пари, наречена Скопје 2014. И за крај, Валентина, знаеш ли дека со твојот хонорар, исплатен од државни пари, можеа да се купат 150 апарати за хемодиализа и да се спасуваат човечки животи?